Добро вечер. И се чини дека сите знаеме, кои ќе се запрашаме какво ни е образованието, дека во суштина по правило имаме нихилистички одговор. За никаде. Кога ќе се запрашаме за кого произведуваме толку високо образовни кадри, во услови кога пазарот на труд не може да ги абсорбира, одговорот е сосем едноставен. За никого. Ако продолжам со оваа редица на дилеми и негаторски одговори, тогаш ќе стигнеме до близината на нашата реалност. А реалноста е меѓу другото тоа што многумина го прочитале, го чуле или го знаат. Дека, например, со фалсификувана диплома за високо образование, некој стигнал до врвот на МВР. Дека некој со неопределено, незавршено средно образование, прескокнувајќи неколку степени, станал универзитетски професор. Дека преку ног се станува магистар, уште повеќе, откако беше донесен законот со кој 3 години треба да има до докторски студии, речиси преку ног се стануваше и доктор на некоја од научните дисциплини. Да не ви споменувам дека при крајот на мандатот речиси целокупниот МВР естаблишмент на чело со Гордана Јанкуловска експресно се запиша и исто така експресно докторираше на полициските или одбранбените науки. Но тоа е вака дел од нашата бизарност. Многу посодржински е прашањето што во основа нас сите не тишти за кого ние направивме толку универзитети и за кого продуцираме такви кадри. Само да ја подсетам дека овде разговара со директорката на Агенцијата за вработување и кога ја прашав колку доктори и магистри има невработени, очекував дека ќе ми каже не. Замислете, бројките беа на овој начин фрапантни. И доктори и магистри има еден мал кош како невработени. Вечерва мој гостин е доктор Георги Илиевски, еден од долгогодишните просветни инспектори, кои во оваа мала книга Состојби и потребите за квалитетот на високото образование, втор дел се разбира, јас ја имам прочитано и неговата прва студија од пред 3-4 години, се обидува да одговори на овие прашања што јас самиот, а и сите ние како семејство и како општество си ги поставуваме. Но она што мене професионално ме тишти, како успеавте во овој соведен абстракт да изнедрите одговори на прашања кои ја ситуираат нашата образовна и вкупна научно-истражувачка дејност? Ова книга Состојби и потреби за квалитетот на високото образование во Република Македонија, втор дел, е продолжение од она што беше 2015 година на книгата, каде што тогаш како повод ми беше реакциите во 2015 година за Законот за високо образование, кој што претрпи повеќе од 20 измени и дополнувања, како и барањето да после втора година има државен испит, каде што се крена на нозе и студентите, и професорите, се поделија за и против, и тоа би беше и поводот да ја напишам таа прва книга, а сега во положение и она што и понатака тежнеам да пишувам, затоа што со таа прва книга доставено беше до сите институции, значи да се преземаат чекори напред, да образованието како развоен ресурс, како инвестиција е многу потребна во Република Македонија. Со ваквиот приод, каде што имаме хипертензично премногу универзитети, да кажам 24 универзитети, над 130 факултети, над 600 студиски програми. Самиот тој факт доволно говори дека Република Македонија, образованието во Република Македонија, можам да кажам и во сите степени, а во конкретниот случај за високото образование, немаме квалитетно високо образование. Илиевски, јас ја познам подолго време, бевте и во претходната власт просветен инспектор.
ако се работи за претходната власт, вие рековте дека сте ги доставувале овие сугестии, меѓутоа ми се чини дека или бевте немокни, или бевте маргинализирани. Во целото креирање на таа политика да им кажете на претходниците дека системот на образование е дефектен, дека факултети кои у Свети Николе треба да се отворат, а се од технички науки, а таму има модна конфекција, дека тоа не оди, дека, како рековте, колку факултети има отворено? На 130 факултети. Дека тоа нема. Некој ве слушаше или тогаш бевте само на оден начин своевиден регистратор на неповолностите на претходната власт? Поаѓајќи од тоа што јас повеќе од 35 години сум во образованието, по сите степени, и како 90-тите години како подсекретар за основно образование, што значи целиот свој работен век го посвети во образованието. Ако сакаме да му посветиме внимание, без разлика на која политичка партија и било што, како луѓе кои што ги боли она што се случува во системот на образованието, кога викам системот на образованието во сите степени, а она што треба да продуцира кадар, квалитетен кадар, значи треба да бидеме во рангот на она што го бара Болонјската декларација, каде што и ние сме подписници. Ако сакаме европски да одиме напред, значи ние треба да се менуваме. Да се менуваме во квалитетот на високото образование. Не ми одговорите на прашањето. Сега директно ќе ве прашам. Ако имавте оваа детекција и пред 3 години и сега, ја зборувам и пред 3 години, зашто еднаш не се одваживте да влезете у одборот за акредитација, кај што правите глупости, доста давате одобренија за отварање на факултети, каде што нема ни минимум научни звања, научен кадар и така натаму. Морам да ви кажам дека БЕФ им укажав за многу работи и од претходниот раководител, директор на одборот за акредитација во Рошлија, Еросоклија, бев арогантно избркан надвор. Иако му бев укажал на тоа дека состојбите не се добри, дека се што доаѓа до кај нив се акредитира. Дури дојде до една ситуација да еден факултет да уште за малце да се акредитира и воздухопловство на еден приватен универзитет како што е МИТ универзитетот. Значи до таа ароганција дојде работите, што отворено кажам. Сакам и друго да кажам, дека отворено проговори против дисперзираните студии. Зошто тоа го зборува? Ако сме држава, социјална... Што отвориле и отворено што говореле, онаа власт претходна, која имала прилично ригиден однос кон критичарите, ја не верувам дека ќе го ставеше да бидете државен инспектор. Види, бидејќи јас 30 години и повеќе работам, јас и тогаш и сега отворено проговорувам. И сега имам исто така некои укажувања да не истапувам и така. Не сакам да враќам само кон претходната власт. Ми се чини дека овој денеска експресно е прочитав, но индикативен ми е ставот дека донесениот нов закон за високо образование мај минатата година, кој практично де јуре е на сила, не само што не е развоен, туку е полош и од претходниот закон. Точно. Зошто? Прво, има доста нелогичности, не е развоен и не е аналитичен, иако имаше доста расправи и во највисоката академија МАНУ, каде што таму расправавме и баравме да новиот закон за високо образование биде развоен, да дојде до израз науката и научното истражување. Тоа е една работа. Втората работа е стандардите кои што се бара за научен кадар биде на едно европско ниво, да има своји трудови. Она што беше во претходниот закон, каде што се бараше за научно звање доцент, вореден или редовен професор, покрај научни трудови и од импакт фактор, да има и научно-истражувачки проекти. Сето тоа е укинато. Кај што требаше студентите да бидат субјекти и партнери во одлучувањето за квалитетот во наставата, каде што со само евалуацијата ќе се определеше дали тој наставник заслужува да има научно звање поголемо, студентите сега не само што не се субјекти и партнери во тоа одлучување, туку се и повлечени. Илиевски, има еден европски стандард
ретко на кој универзитет, особено на американските, тоа е професор, да речем, за век, ви треба многу сомуни леп да изедете. Меѓутоа, многумина практикуваат, а и вредностните професори не заседнуваат една за цел век на еден универзитет, на еден факултет. Тие остваруваат научни истражувачки дејности на повеќе факултети. Ние кај нас стана изгледа пракса, како и вас државните службеници. Еднаш професор, цел живот професор на тој факултет. Знаете, искуството мое што го имам и она што го пишувам, се надевам дека третиот дел што ќе биде за некоја година, ќе ги надмине овие мои проблеми. Би сакал тоа да биде, но она што кај нас се случува. Со доаѓањето на овие универзитети, што ги имаме премногу, што не се квалитетни, докторираат, она што го кажавте во ведниот говор, магистрираат, докторираат и стануваат утре министри, стануваат директори, стануваат не знам што, и каде е тогаш квалитетот? Немаме стручен кадар. Вашата детекција дека имаме воредно ниска ефикасност на високообразовниот систем на пазарот на труд, особено и во Западен Балкан, каде што сме ние. Ефикасноста изнесува само 13%. Така. Ако видите дека, да речеме, оние што завршиле, као просек што зема 100, ако завршиле 13, само 13 може да се најде себе си ово дона што го завршиле како струка. Другите ги нема никаде, или треба да се преквалификуваат, или треба да си барат друго чаре на пазарот на трудот. Значи, проблемот е во тоа што нашите студиски програми, нашите факултети, нашите универзитети, најмал се го гледаат она што значи пазарот на трудот. Потребата на пазарот на трудот. Ние имаме денес во Република Македонија 22 факултета, правни факултети. Имаме некаде над 25-6 економски факултети, обштествени, така натака. Каде? И поаѓајќи од сите тие работи, значи ние мораме да го свестиме одборот за акредитација и одборот за евалуација. Ако одборот за акредитација е место каде што сега актуелен е академикот Камбовски, кој што треба и како добро да размисли како директор на таа академија, каде што и како му се дадели уште 2015 овие мои книги да се преземаат чекори и мерки. Нема факултет кој што не доставил проекти за акредитација и му се признати. Но што е проблемот? Зошто немаме квалитет? Немаме, бидејќи не ни функционира одборот за евалуација, а тоа значи нема вреднување, нема оценка. Ако мене не бе... Сега, ако нема одбор за евалуација, а мислам дека ние сме сите под пресија на така наречената шангајска листа, нели, на... Так. Барем тоа е некоја мотивација за евалуација. Така е. Оти, ако не се најдеш ни меѓу 1000, а ние нема ни еден университет меѓу 1000, дека ние практично сме една... Ние, господин Чомовски, не сме ни регистрирани, бидејќи не ни функционира Националниот совет за образование, за високото образование. Националниот совет. Нас не препознаваат во регистарот на квалитетните европски... Зошто не ги признаваат дипломите од нашите универзитети? Ево, конкретно да кажеме, Турскиот одбор за евалуација не ни ги признава дипломите. Има сомнеш во квалитетот, во она што се изведува како настава, како работа. Не само нашите универзитети, дипломи што не ги признаваат, него и во Босна. Травник и како е возможно да се стигне до диплома на завршен студент, а при тоа да немаш ни елементарно средно образование? Како е? Кој се тука во машинеријата е вклучен? Па прво морам да ви кажам дека имаме доста приватни универзитети, каде што тие ги гледаат студенти како дивиденда. Едноставно нив им треба само студент да дојде, дали тоа е од Турција, дали е тоа од Косово, дали е тоа од Србија или било каде, доаѓа, се запишуваат
и едноставно така ефтино... Неколку формирани приватни универзитети во Македонија, пред цело Скопје, создадува притисок и врз јавно високото образование за обезбедување на квалитет. На крајот на листата почнаа да ми усмукуваат квалитетни кадри. Дали е тоа процес на потребната конкуренција и на наука, и на студирање, и на методологијата, зашто обезбедуваме кадри? Прво морам да ви кажам дека образованието во нашата држава, како во јавните, така и во приватните универзитети, е алармантна и во една, да кажам, состојба која што е многу тешка и болна. Не би сакал да употребувам тешки зборови, но морам да кажам дека нашето образование е во една инфарктна состојба, што ќе зачепена во сите, што значи треба да им се даде стенови за отварање. Пазите, имате констатација што денеска станува актуелна, ама ќе ја поврзам со средното образование. И мислам дека тоа веќе бизнесмените се повеќе го зборуваат во Македонија, нема кадар, нема работници. Велите, соодветен квалификуван кадар со средно образование, со знаење, умење и вештини, тешко се наоѓа. Тешко се наоѓа затоа што ги отворивме капиите сите на факултет. Но она што сега ми е интригантно, денеска читам дека Евана отвара во Михајло Пупин соеден клас или парк за дообука на средностручни техничари за нивните потреби. Во Прилепската ТИРС 3-4 компании странски, германски и американски склучуваат договор со тамошното техничко училиште за така наречено дуално образование. Малку таму студирање, малку практична работа. Дали ние сме подготвени за преквалификација на високите стручни кадри за пазарот на труд? Тоа е неминувана потреба. Чомоски, тоа е неминувана потреба и час поскоро треба Република Македонија да се формира стручен совет од универзитетски професори, вклучувајќи го МАНУ, вклучувајќи го МОН, вклучувајќи го граѓанскиот сектор. Состојбата не е алармантна. Ова сум го зборувал и пак го зборувам. Затоа што несватливо е. Младите ни бегаат. Не само млади што ни бегаат како студенти, ни бега и младиот наставен кадар. Ни одат. Затоа што едноставно нашите факултети, во нашите факултети ние немаме лаборатории, научно-истражувачки работи. Студентот не го вклучуваме токму во она што е потребно, не само стекнување на знаења, но тој треба тие знаења. Ама тука малце сте ми контрадикторни, ако ни бегаат, а имаат некаков квалитет, значи добро се образовани тука. Па бегаат во странство. Не, бегаат во странство за да се доусовршуваат она што му е потребно. Да се доусовршуваат. Значи во таа смисла, затоа што она што го спомнавте дуалното образование, не е онака направено како што треба, а тоа е многу битно. Како што е во Германија, како што е во Австрија, како што е во Швајцарија. Дуалното образование, како во средното, така и во високото треба. Знаете, по анализите во средното образование и основното, од ПИСА проектот, нашите 15-годишни ученици се наоѓаат на предпоследното или последното место во Европа. Зборуваме за квалитетот на високото образование. Прашав за, да речем условно, за неквалитетот и па и корумпираноста и купувањето на дипломите. Во еден период, дури во Бугарија се отвори една голема афера, дека во Бугарија најлесно се купува, освен во Тирана и Приштина во еден период на детекција. И во Србија Нови Пазар. И Нови Пазар, да. Дека тамо се купуваат, да речем условно, диплома како што сака, со одредена сума, како што се купуваше, да речем условно, бугарското државенство. Вие детектиравте врз основа на нострификацијата на тие дипломи дека тоа се практично купени дипломи? Па прво, ние сме констатирале, значи, ненострифицирани дипломи запишани на факултетите, што е спротивно на законот. Таквиот случај ние на Меѓународниот универзитет во Струга, а ова што го зборувавте за ние имаме ситуација каде што таткото на Струга, градоначалникот на Струга, Рамиз Мерко, има ненострифицирана диплома, а станал доцент, вореден професор. И за каква морално станува збор? Или жената
на ректорот на тој универзитет, кој што е нотар, а тоа информира се и нотарската комора на Македонија да се презема мерки. Тоа се едно... Затоа што е нотар не сме да биде собственик? Тоа сега Не. Затоа што е нотар, докторирала без нотифицирана диплома. И добила наставно научно звање доцент. А имаме вклученост на такви нешта и на суди, и на министри. Вклученост во таквите нешта. И сега, ќе би го поставите прашањето, па добро, што сте превзеле? Информирани се сите. Информирани се сите институции. Како и претходните, така и овие. Сега, што се? Информирани сте министрите, почнувајќи од Никола Тодоров, Спиро Истоцки, Кралев, Адеми, Десковска и така. Од страна на државниот просветен за утврдените незаконитости и неправилности на универзитетите. Знаете што е одговорено? Односно што е превземено? Ништо. Еднакво се однесува тоа за дипломираните на приштински, софиските, приватни или државниот универзитет? Да. Како се детектира една фалсификувана диплома? Или купена диплома? Па едноставно имавме на таква ситуација која што отворено ни кажа дека е фалсификувана. Имав еден таков случај што многу ферски не известија, не запозна главните на Американ коледж. За една диплома која што е фалсификувана, ја согледавме, ја откривме и така натака. Значи, таквото нешто, ние можеме да констатираме само дали има ностифицирани или не ностифицирани дипломи. Проблемот е каде што сега доаѓа доста од Косово, од Тирана, од Албанија. И го поставуваме прашањето, зошто толку на втори, трет циклус доаѓаат во Македонија од Косово, доаѓаат од Албанија? Зошто е напливот на студенти од Турција? При што дури и не знаат ни македонски јазик, па многумина, јас сум контактирал со некој од деканите или ректорите, велат дури дека не знаат ни доволно англиски. Зошто е тоа напливот? Јас сум еден од тие возрастните и вие се сеќавате во бивша Југославија, сите они што доаѓа во нашава држава мора да го научат македонскиот јазик прво, да се вклучат во системот. Истото се однесува за и сега, но за жал не се практикува. И тука ние реагираме на такво нешто. Во време на Југославија беше средиште на студентите од овие средноисточни и африкански земји. 2 години од Ирак, од Египет студира јазик за да може да се запише. Истата ситуација и сега, но не се почитува. Добро, ви благодарам. Тоа беше, поштувани гледачи, државниот инспектор Ѓорги Илиевски, кој задутре ќе промовира еден, јас би рекол, абстракт, не повеќе студија, околу состојбите потребите на квалитетот на високото образование во Република Македонија. Некои негови оценки ги знаеме, некои може да бидат предупредувачки и прилично јасни што би можело и што не би требало да правиме во високото образование. Стартуваше законот, ја не гледам дека на универзитетите има адаптација на новите законски решенија. Прво да ви кажам дека стартуваше законот за високо образование. За високо образование, за 3 месеци требаше да се донесе општите акти, подзаконските акти и до ден денеска немаат универзитетите и факултетите статути. А во состојба на тие статути треба да донесат и правилници. И сега можете да замислите во каква хаотична состојба. Што не влезете и не затворите еден универзитет или еден ректорат? Ако имате такви ингеренции, ова држава веројатно правото на исполнување на законите е подоминантно од политиката. Морам да ви кажам, ова што го зборувате вие сте во право, но во политиката е тоа што над образованието делува и работи политиката. Добро, уште еднаш ви благодарам, тоа беше Ѓорги Илиевски. Следете ни натаму, ова е вторнично издание на Отвореното студио. Сега го очекувам мојот колега Дејан Андоновиќ, кој се специализираше за надворешно политичките движења. Јас денеска бев шокиран од еден напис објавен во македонските медиуми преку Индепендент дека во близина на Македонија е новата светска или европска Колумбија. Фала имам.